Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание од емисијата од своја страна. Факт е дека во денешно време многу луѓе се борат со состојбите на анксиозност и депресија. Уште поголем факт е дека се уште не сме толку охрабрени да зборуваме на тема состојба анксиозност и состојба депресија. Токму за борбата со анксиозноста, за неговата храброст јавно да проговори во страниците на неговата книга Првенче, а денес разговарам со мојот денешен гостин Мартин Јовановски. Мартин, ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш дел од емисијата од своја страна и дел од студиото на телевизија Сонце. Здраво, веќе фала ти на поканата. Мило ми е што сум дел од вашата емисија. За прв пат во телевизија Сонце, се надевам не и последен пат. Зошто ти? Зошто јас? Па не знам, се наметна само тоа прашање, пробав да дадам одговор. Кога се работи на оној дел поврзан со анксиозноста, трагав по тоа прашање долго време. Се што заклучив, едноставно ставив помеѓу страниците на таа книга, се со цел да дојдам до што повеќе луѓе и да пробам да олеснам некому, затоа што почувствав од прва рака што се вика колку тоа боли. Периодов си доста актуелен, доста познат на македонската јавност, како појава и нели како писател на твојата книга Првенче зошто и јас. Ајде малку да ги потсетиме нашите гледачи како почнува приказната на Мартин. Кога за прв пат тебе се соочуваш со она што те натера да напишеш книгата? Па ме враќа некаде, сега имам 30, некаде од мојата 19-20 година. Вечерта кога почнав да пишувам книгата, всушност вечерта кога имав еден одвратен силен паничен напад, за кој што за прв пат не отидов во брза помош, не истрчав како претходно. Бев доста збунет тој период, бев доста бесен тој период, најверојатно таму излезе самиот наслов на книгата. Барав одговори, немаше кој точно да ми ги даде тие одговори и таму обработив доста настани кои што мене ми се случија, не дека се многу различни од Она што им се случува на другите или нека се кој знае колку специфични, туку едноставно за да им доловам како вистински изгледаат тие мисли, колку што можев, нели? Тоа е тешко се опишува дури на хартија, меѓутоа сакав да ја доближам мојата состојба до што повеќе луѓе. Така, спомена од својата 19-та година, колку тогаш беше свесен за она што ти се случува? Знаеш ли всушност што доживуваш? Не ми беше познат ниту терминот анксиозност. Прв пат го употребив мојот психијатар тогаш, во тоа време, односно кога прв пат конечно се охрабрив и ме охрабрија да отидам. Она многу моцно време требаше на психијатарот за да ме диагностицира сите оние симптоми кои што ги кажав и претпоставувам и кога го видам мојот лик кој што беше доста ужасен во тој период, се она кое што го чувствував во моментот, таа веднаш ми кажа дека во ред тоа е анксиозност и благи панични напади во тоа време. Не многу ми беше јасно, очекував депресија или некои состојби кои што зборуваше за состојбата? Не со секого и не доволно. Тука се наметнува и прашањето за поддршката, колку нели ја имаме поддршката од оние околу нас, колку не разбираат дека стварно нешто ни се случува. Па видете, оние што се луѓето до нас, оние вистинските, факт е дека ќе не поддржат. Нели, никој не сака да го види својот близок како се мачи, како се соочува со нешто. Зашто знаеш, денес некако како ајде сам си правиш. Тоа да, такви коментари слушаме и ќе слушаме. Оној дел кој што го променив, она што сега научив е да не посветувам внимание на таквите коментари, едноставно да ги игнорирам. Не се секогаш злонамерни кажани, меѓутоа може да прават голема штета од на нас. незнање, од непочувствувале на своја кожа, така. Да бидеме реални, за анксиозноста почна се зборува пред неколку години кај нас. Иако во светски рамки веќе и како е третирана како сериозна состојба, во повеќето светски големи компании, значи имаат вработено буквално психолози кои што работат со своите вработени на нивната и проверуваат докаде се со својата ментална хигиена и грижата за своето здравје. Меѓутоа кај нас некако беше, нели, една екстремна табу тема. Сите мисли кои што ние ги чувствуваме се само наши, нели, ние не смееме да побараме помош или да реагираме по нешто ако нешто е различно. Единствената работа кај анксиозноста е што
Јас тоа го спомнам во книгата, не можам да најдам сигурни зони, не можам да најдам на класични симптоми и моменти каде што се појавува анксиозноста. Тука буквално секој може да се пронајде во една состојба. Значи нема возраст, нема просечна некоја возраст да издвојам, нема пол, нема религија, нема вера, нема статус во општеството. Тука буквално секој може да се пронајде и се пронаоѓа. Така, ти си администратор и на Facebook група која што ја има точно таа намена да ги собере сите оние луѓе кои што се почувствувале анксиозно или депресивно. Кажи ми колку социјалните мрежи кај нас ги здружуваат луѓето и помагаат еве во надминување на таквата состојба? Колку луѓето се чувствуваат посигурни таму? Еве како администратор на една група од 9000 членови. Да, има една голема позитивна и една голема негативна страна кај се ова. Позитивната страна е делот што нема друг начин и нема друг медиум кај што ние можеме да се собереме толку многу луѓе и да зборуваме отворено за тоа што нас не мачи. Самата цел на групата е обединувачка, без говори на омраза, осуди и слично, и тоа функционира. Меѓутоа, Фејсбукот како еден медиум, иако би требало да биде на социјална мрежа за забава, не е, факт е дека не е, заедно со другите на социјални мрежи, гледаме дека често може да влијае не многу позитивно и да ја појачува анксиозноста, иако тоа најчесто се случува несвесно. Тие споредби, тие лажни представувања и во последно време една негативност која што може да се шири, еве сведоци сме периодов, и те како може да действува негативно кај лица што се справуваат со анксиозност. И тоа е факт, меѓутоа често и не сме свесни, баш тоа го размислував периодов. Знаете, бевме дома 4-5 дена. Пробав односно скролав по Фејсбукот и констатирав дека можеби првите 20-30 поста се екстремно негативни. Воопшто не делуваат како складни за социјална некоја мрежа кај што ние треба да се дружиме и да споделуваме убави работи. Едноставно мене самото тоа ми створи немир и ми створи анксиозност уште поголема и го исклучи Фејсбукот, се тргнав едноставно. Затоа реков, можеме да го наблюдуваме од екстрем во екстрем. Да, може да биде крајно позитивно, бидејќи ни нуди милион опции, меѓутоа треба да внимаваме, бидејќи сепак во секој време треба да сме свесни која е единствената намена на Фејсбукот и другите социјални мрежи и секако која треба да остане. Колку луѓето се охрабруваат да зборуваат на тема анксиозност и она што ги потиснува? Се повеќе, меѓутоа се уште недоволно. Јас можеби станав и досаден по телевизијеве, не знам како ме доживуваат луѓето, меѓутоа сакам да ме видат, преку мене сакам да ја извлечат таа утеха и да конечно да се охрабрат, да си потврдат самите себе дека е можно и дека не сме сами. Бидејќи не се умира од анксиозност, како и да звучи ова, не се умира од анксиозност, тоа е факт. Меѓутоа, и како анксиозноста може да го наруши нормалното функционирање и нормалниот живот на секој од нас. Јас знам каков пекол може да предизвика анксиозноста, затоа и излегувам и јавно сакам да преку мене луѓето се уверат дека има начин како таа да се смири, како да остане дел од вас, меѓутоа да работи продуктивно, за промена да работи продуктивно. Така, ти ми напомена дека си се справувал и со панични напади, сега тука мене ми се наметна прашањето како да разграничиме анксиозност од класичен паничен напад и дали може да имаш анксиозност а да немаш паничен напад? Може и многу се чести тие случаи кај што анксиозноста е константна, честа, таа трае денови, месеци, години, трае. Тоа е еден константен немир кој што го имате во себе. И таа е секаде присутна. И на оние убави настани кои што ни чекуваат, и оние не толку убави, и на оние стресни работи, ситуации, одење на факултет, работното место. Таа ве следи секаде. Меѓутоа има една ескалација, не сум доволно стручен, не знам тоа како да го кажам со тие термини, меѓутоа тоа што јас го чувствував и тоа што јас го поминував, кога анксиозноста е долго време кога ќе се собере толку многу едноставно, се случува една
експлозија, баш експлозија, паничниот напад сам по себе е многу краток. Трае десетина минути, меѓутоа кај мене симптомите беа многу силни. Многу е тешко во тој момент да разграничите, да речете ова е нешто што се случува на мојата психа, ова е во ред, ќе помине. Навистина е тешко, иако сите ќе советуваат тоа. И психолози, и психијатри, едноставно во тие 10 минути кажувај си, меѓутоа факт е дека што и да си кажеш во тие моменти е многу тешко да се убедиш, особено бидејќи симптомите се физички и потсетуваат на нешто ужасно кое што е во најава и кое што по секоја логика вас би требало да ви се случи. Затоа треба особено да се работи во тие периоди и тука е многу клучна поддршката, која што верувам, еве нашава група е само една од многуте места која што ја нуди. Така. Кажи ми, колку кај тебе состојбата на анксиозност допридонесе за да не го уживаш тој, како да го кажеме сега, нормален живот, што сите го поминуваат, а што не се соочуваат со анксиозност? Да, ќе излажам ако речам дека не ми влијаеше на она нормалност која што општеството вели дека е нормала, иако не би се согласил многу. Меѓутоа на тие години, нели, нормално, секоја различност од останатите се третира како нешто лошо, како нешто што мора да се поправи, да се коригира. И најверојатно тука ми беше грешката што лошо си ги поставив мислите во тој период. Нели, инсистирав да бидам дел од останатите, да се вклопам. Меѓутоа факт е дека не може секој да се вклопи во ова збир од бескрајни рутини и многу лоши вредности кои што се третираат надвор, и факт е дека кај нас се тоа побудува реакција. Човечки е да побуди реакција, едноставно не функционираме така, нема простор за чувства, нема простор за емоции, нема простор за искреност, нема простор за вистински вредни идоли кои што ние треба, нели, да ги гледаме и да се поставуваме спрема нив. Напротив, владе еден револт кој што наместо да го искажеме јавно, ние го потиснуваме во себе. Апсолутно нема причина за тоа. Во оној момент кога доволно ќе си ја покачите самодовербата, кога доволно ќе си дадете нежност према себе си, тогаш веќе се кревате погоре и почнувате да зборувате. Да. Така. Зошто јас и кој беше пресудниот момент да се напише книга? Па има една магија кај книгите, кај сите приказни што може да ги скријат меѓу страниците. Самата комбинација од таква книга мене ми се допаѓаше во старт, меѓутоа не е така лесно сепак како што изгледа да се испише се тоа, па нели понатаму и да се објави, да се пројдат сите фази. Свесни сме каков е, нели, и пазарот кај нас, како за се друго, така и во издаваштвото. Плюс во ситуација кај што немав премногу самодоверба и си велев кој ова воопшто би го прочитал. Од толку голем избор на квалитетни книги таму надвор, можеби затоа и на почетокот реков, ова не е кој знае какво уметничко дело, не очекувате кој знае што. Суров живот, обичен, едноставен, толку. Речи видна второ издание. Па да, ете, да. Бројките си го кажа, своето мило ми, еве, отпечативме сега и второ издание. Колку време ја пишуваше книгата? Па некаде повеќе од година дена, да. Тој стартефтер кој што си го носев секаде каде и да одам, намерно сакав така, бидејќи не сакав да пишувам само во оние моменти кога сум окей, кога све ми е јасно, туку сакав да пишувам во моментите кога ќе паднам и кога доаѓаат оние дилеми, дали вистински постапувам и дали мојот пристап е правилен, да бидам реални, имаш и такви моменти. И тоа сосема без криење и тоа го пишувам низ страниците. Сакав да ги видат кај мене тие прашања, тие дилеми, тие себе осудувања на моменти, сакав и тоа да го изчитат за да не биде ова една класична мотивирачка книга за самопомош кај што секој втор зборе ти можеш, туку едноставно сакав да видат луѓето и падови, да се пронајдат, да видат дека тоа што ним им се случи на многу луѓе таму надвор, колку и тоа да е вешто заскриено. Ти пишуваат ли пораки дека ја прочитав и се пронајдов во... Да, тие пораки ми се најубави и најмногу ги сакам. Тогаш знаеш дека си ја постигнал целата Тогаш знам, да. Тие пораки најмногу ми значат, бидејќи без разлика како дали им се допаднало или не, имав сигурно многу што повеќе очекували, не им се допаднало. Мене ми значи оној момент кога ќе ми речат се пронајдов. Бев таму, почувствував,
А тоа мислам дека е врвот. Кога ќе успееш читателот да го ставиш во своите чевли и доколку во сите тие ситуации се пронеда барем во една и ја увиди истата грешка што тој ја направил заедно со мене. Кога така можам на крајот да делувам и да му речам дека едноставно ете каде јас грешив, чим си се пронашол, направи ова што јас сега го направив и нели резултатите неминовно ќе си дојдат на крај. Така, на почетокот споменавме дека анксиозноста, стравот и неизвестноста како да се поголеми денес во време на пандемија со еден релативно нов вирус, COVID-19. Сметаш ли дека чувството на анксиозност е искачено на поголемо ниво денес во време на изолација и нели пандемија? Да. Разликата е што сега се соочија за прв пат многу луѓе. Имам чувство дека оние што има добро позната анксиозноста некако полесно го поминуваат периодов, бидејќи научени се на такви зацкривања од нормалниот живот и се она што се третира како нормално. Сега имаат проблем, тоа го гледаме по реакциите, многу од луѓето што не знаат што им се случува, особено некои што се научени на брз ритам на живот, многу обврски и многу малку време за себе си. Сега во овие денови кога најнаш сме сами, без обврски, кога го имаме целото време за себе си, ние најнаш се соочуваме со дилеми и не знаеме што попрво да направиме со себе, дали е правилно. И како да побараме помош. Сега тука ќе те прекинам, извини, ми се наметни прашањето колку се осмелуваме да побараме помош од психолог, психијатар и дали можеби ја занемаруваме улогата која што психологот може да ни ја пружи? Апсолутно, да. Јас знам дека се тешки тие први моменти кога треба да си признаеш на себе си дека ти треба професионална стручна помош и знам колку лошо ние можеме како луѓе тоа да го доживееме кај нас со овој наш менталитет, едноставно како ти да признаваш слабост кај себе си и како ти да си казнет. Меѓутоа напротив, тоа е разговорот со стручно лице кој што може да види многу повеќе кај нас по самиот говор на тело првично од тоа што ние го мислиме е екстремно корисен и потребен. Мора да го менуваме тоа. Лоши ни се мислењата дека тоа е еден огромен долг процес кај што јас ќе одам таму со години, ништо нема се промени, напротив, некогаш е потребно и многу малку. Немам премногу искуство со психијатрите, особено во делов на разговорите, меѓутоа ако зборувам за психолозите, имам многу пријатно искуство во делот што мене никогаш не ми кажа што јас точно да направам. Меѓутоа секогаш имав охрабрување, имав насоки, мене ми беа укажани сите можни сценарија кои што ми чекуваат доколку одберам еден пат да го одам. А тоа е она што всушност нас и ни треба. Еден потсетник, лице кое што ќе застане до нас и кое што знаеме дека ќе биде тука. Факт е дека и домашните и нашите пријатели се, меѓутоа со поинакви очи ги гледаме. Многу е поинаку кога лице од надвор ќе ни приде и ќе ни посочи за некои работи кои што ние сме ги криеле длабоко во себе. И после најнаш анксиозност. Така да многу препорачувам, воопшто не се чека дури најмал момент на слабост кај себе си, немир да се почувствува, без фрустрација непотребни, слободно еден разговор со психолог може навистина многу да промени. Така, Мартин, при самиот крај ќе те прашам какво е чувството кога знаеш дека си ја добил борбата со анксиозноста и дали воопшто постои крај на таа состојба да речеш готово јас немам анксиозност? Не, и самиот збор победа мислам дека не е соодветен. Јас всушност во оној момент кога престанав да се борам со анксиозноста, кога престанав да ја мразам анксиозноста, тој момент ја за прв пат си го почувствував својот мир. Ја прифатив како дел од себе, најверојатно зашто јас се тука двои од останатите книги и останатите информации кои што ги имаме за анксиозноста, бидејќи секаде ти можеш да ја победиш, ќе снема, ќе изгориш, ќе тргнеш од себе. Меѓутоа јас си реков, тоа го ставив и страниците, што ако јас научам да живеам со неа, што ако ги најдам вистинските причини за тоа што ми се случило и што ако за промена почнам да се грижам за себе си, бидејќи факт е дека некогаш можеме извонредно да престанеме да водиме сметка за себе, што е крајно неодговорно и не сме никогаш да се случи. Само довербата да смалиме до таа до тој степен да нема да се погледнеме, да се дефокусираме на некој начин. Што е многу лошо. И веруете, од таму излагаат многу работи понатаму. Колку и никој да
да не ги поврзува тие работи меѓу себе. Све е тоа е една цела слика што ние имаме за себе си. Мораме, такво е времето надвор, факт е. Човечкиот дух е што се вика на колена. Мораме константно да водиме сметка за себе си, да се третираме со многу нежност, бидејќи едноставно ќе се изгубиме на светов надвор. На самиот крај ќе кажеме на нашите гледачи каде можат да ја купат, зошто јас и ќе упатиме една порака кон сите оние кои што ќе ја погледнат оваа емисија. Да, книгата е достапна во сите продажни места на литература МК, како и достапна и за онлайн нарачки преку нивниот сајт. Сега е, значи веќе е пуштено во промет второто издание. Цената е 290 денари. Гледавме да е што подостапна за сите. Мислам дека тоа горе-доле го успеавме во тој дел. Што да им порачам? Па не знам, би им порачал да разговарат на оваа тема со себе си и со другите. Оној момент на прифаќањето на анксиозност, не како слабост, туку како сосема прифатлива, реалност и различност значи многу. Би ги советувал да работат константно на самодовербата. Самодовербата е процес, не е само еден миг кај што вие ќе бидете во ред, туку треба константно се работи, секогаш да се ставаат себе си на прво место и да си создаваат самите да си создаваат што повеќе моменти вредни И повеќе љубов кон за себе си. паметење, дефинитивно, бидејќи тоа е наша задача и тоа е всушност и целта поради која што сме тука. Уште еднаш ќе ти се заблагодарам што ја прифати мојата покана. Јас ти честитам на сета она храброст што јас пак ќе кажам на некој начин ти си за мене победник што си излегол јавно, си кажал се она што имаш преживеано. Ќе ти посакам уште многу успеси во твојот понатамошен живот и да се видиме за убави работи. Ти благодарам, многу пријатно се чувствував. Секако би сакал пак да се гледаме само за убави работи, зошто да не. Фала на сите што не глеdaa, се надевам дека менуваме нешто и голема благодарност до телевизијата, бидејќи навистина ме радува кога се повеќе телевизии и медиуми се вклучуваат во овие наши апели за промена. Така. Почитувани, тоа беше разговорот со Мартин Јовановски, момчето кое што јавно излезе со неговата борба со состојбата на анксиозност и преку неговата книга Првенче, зошто јас, ни прикажа дека токму оваа состојба не треба повеќе да биде табу тема во нашата држава. Се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание. Ние се гледаме веќе наредната среда во истиот термин. Бидете поздравени.